Официјално на 14 мај ќе има нова седница на банкарскиот комитет на Сенатот на Мурика. Ова е екстремно битно. Ајде сега уште еднаш да повториме. Значи, Genius Act-от е законот кој што е донесен за користење на стейблкоините. Не ни треба. Нас ни треба Clarity Act-от. Clarity Act-от го, би рекол, енкомпансира, така речено, е дел од него Genius Act-от, но Clarity Act-от објаснува апсолутно се за апсолутно секој дел од криптосекторот. Тоа не интересира нас. Во Clarity Act-от ќе имаме детален брейкдаун на тоа што представува хартија од вредност, што не представува. Кој е одговорен за едните, кој е одговорен за другите. Кои се, би рекол, критериумите по кои што се одредува дали еден проект е или не е хартија од вредност и нормално како се тоа ќе може компаниите, институциите, физичките лица во Америка да го купуваат, да го тргуваат, да го стартуваат, да прават своји проекти и така натаму. Што значи дека ова е тоа што нас толку многу ни треба за глобална адаптација, главниот чекор. Значи да имаме правна рамка која што ќе служи како поддршка на целиот овој сектор во неговата работа. И сега зошто е ова дека толку проблематично? Моментално овој закон е заглавен на вториот орган. Како изгледа тоа? Во Америка, еден закон прво се гласа на Конгрес, па оваа верзија на законот се праќа во Сенатот. Во однос на тоа, од кој би рекол, нели, сектор е самиот закон, во оваа ситуација кога станува збор за Clarity Act-от, истиот е во исто време и дел на СЕК и дел на CFTC, односно Комисијата за хартија од вредност и Комисијата за ресурси. Двете комисии има две, би рекол, комисии кои што се нивни надзорен орган во Сенатот. Тоа е банкарската комисија, задолжена за Комисијата за хартија од вредност, и Комисијата за аграр, задолжена за Комисијата за ресурси. Глупаво звучи дека Комисијата за аграр е задолжена за крипто, но со оглед на фактот дека оваа комисија работи за ресурсите и за агенцијата која што е задолжена за регулирање на ресурсите, во оваа ситуација затоа што коините во 99% од криптопроектите, тоа што ние постојано го зборувавме, представуваат ресурси, практично, верувале или не, во Америка истите спаѓаат под во оваа ситуација Комисијата за аграр. Звучи смешно, но тоа е реалност. Сега, првата комисија, Комисијата за аграр, веќе го помина овој закон, но во променета форма. Ова е многу битно, ќе ја објаснам подоцна зошто. Втората комисија, тоа е банкарската комисија, која што треба, значи ова се две тела на Сенатот кои што мора да го одобрат во соодветна пишана форма овој закон пред целиот Сенат да гласа за овој закон.